на Newsflash ке гледате. По предупредувањата дека Русија ќе ги засили нападите врз цивилна инфраструктура во Украина, Киев ги откажа јавните прослави на Денот на независноста. Законот за надворешното влијание во Русија ја зголемува владината моќ врз руските граѓани и организации. Една деценија од ретките списања што отворено зборуваат за предизвиците на лицата од даранливите групи, лице в лице. Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Ченомуски. САД предупредија дека Русија може да изврши напади врз цивилната инфраструктура и владините објекти на Украина во наредните денови. Пораката е објавена од амбасадата на САД во Киев уследи послични предупредувања од украинскиот претседател Володимир Зеленски за потенцијалните руски акции против Украина кои се совпаѓаат со денот на независноста на неговата земја. Руските напади во Украина представуваат континуирана закана за цивилите и цивилната инфраструктура, соопшти американската амбасада, додавајќи дека американските граѓани треба да ја напуштат Украина доколку се во можност. Во среда се навршува 31 година од независноста на Украина од советската управа, како и 6 месеци од како Русија започна војната таму. Поради предупредувањата, Киев ги откажа јавните прослави на Денот на независноста. Полскиот претседател Анджеј Дуда во вторникот отпатува за Киев на разговори со Зеленски и други официјални лица за воена, економска и хуманитарна поддршка за Украина. Во понеделникот украинскиот воен началник изјави дека речиси 9000 војници загинале откако Русија ја нападна Украина пред речиси 6 месеци. Детската агенција на Обединетите нации пак соопшти дека потврдила дека има најмалку 972 убиени или повредени украински деца од насилството, но рече дека вистинската бројка најверојатно ќе биде многу поголема. Најголем дел од децата жртви се предизвикани од употреба на експлозивно оружје, се вели во изјавата на извршната директорка на УНИЦЕФ Кетрин Расел. А Русија не мирува ниту во собствената држава. Од почетокот на војната во Украина, Русија превзема се за да ја потисне опозицијата внатре во државата. Според познавачите, новодонесените закони за надворешно влијание ја зголемуваат владината моќ врз руските граѓани и организации. На 14 јули рускиот претседател Владимир Путин подпиша два закона. Првиот е за контрола на активностите на лица под странско влијание и вториот е измени на кривичниот закон на Руската Федерација и на Кодексот за кривични постапки во Руската Федерација. Наблюдувачите на Кремљ велат дека законот за надворешно влијание е нејасно напишан и драматично ја зголемува владината моќ врз руските граѓани и организации. Што составляете? Сега во основа секој може да се смета за странски агент. Што е странско влијание? Некој што слушал глас на Америка и тоа значи дека е под странско влијание. Новите закони го проширија списокот на странски агенти, вклучувајќи ги ТВ водителката Татјана Лазарева, блогерите Максим Кац и Вероника Белосерковскваја и членот на опозицијата Илија Јашин, кој е во притворен центар за неговите ставови против војната во Украина. Време как Илија Јашин, видни. Илија Јашин е познат политички активист и многу внимание е насочено кон него, но има уште десетици такви случаи. Само од 24 јуни до 24 јули беа покренати 13 нови кривични постапки за ширење на лажни вести, 75 случаи од почетокот на војната, а законот е усвоен од март. Согласно вториот закон за кривична процедура што Путин го потпиша на 14 јули, вклучувањето во така наречените непријателски редови за време на воена активност се смета за државно предавство, кое се казнува со максимален затвор од 20 години. За да бидете обвинети за предавство или шпион, не треба ниту да поседувате чувствителни информации. Ветошки навели дека од 2017 година во Русија станало тренд научниците да се обвинуваат за предавство. Во 2021 година Виктор Курдијавацев, научник во Рускиот ракетен центар, починал додека бил под истрага. И Дмитрий Колкер, научник од Новосибирск, бил уапсен под сомнение за предавство, префрлен од болница во притвор, каде по 4 дена починал од рак на панкреас.
Имам клиент кој сега е во притвор. Се вика Валери Калугин и наскоро ќе наполни 70 години. Во 2018 година тој се вклучил во меѓународен проект одобрен од председателот. Дел од работата предвидувала дизајнирање на суперсоничен авион, граѓански, а не воен. Неколку години подоцна, владината тајна служба отишла во неговиот дом и го обвинила за предавство. Руската влада ги представува овие законски измени како неопходни мерки да се заштити Москва од надворешно влијание и да се одржи националната безбедност за време на војна. Лице в лице е едно од ретките списанија што отворено зборува за предизвиците на лицата од ранливите групи. Деновиве излезе јубилејниот 50-ти број, а главни продавачи и промотори се токму лицата што општеството ги оставило на маргините. Со нив разговараше нашиот колега Тоше Огњанов. Доколку поминете низ Дебар Маало или низ градскиот парк во Скопје, голема е веројатноста да ги сретнете Анабела и Гордана. Со насмевка на лицата и низ отворен пристап, речиси 10 години, го нудат списанието лице в лице. Во Сити Мол, во Дебар Маало, во парк и во центар го давам. Да, сегде подам, јас пешки одам. Да, тоа многу ме интересно, се гледаме со моите пријатели, задоволна сум. Двете доаѓаат од Центарот за грижа на лица со попречености, Порака Волково. Низ пријатен разговор ни објаснија што е тоа што го продаваат. Викам, повелете лице в лице, ова е за лице в лице за вработување, се пишува за вработување, за нас пишува, за се пишува. На почеток не познаа луѓето, него за списанието, потешко попосе понапред подобро, попуша подобро се идеме, продаат, купуваат. Лице в лице е едно од ретките списанија кај нас, во кое отворено се зборува за потребите на ранливите категории граѓани. Неговата уникатност е во тоа што им овозможува токму на тие лица да бидат главните продавачи, а со тоа и промотори на потребата за поголема свест кон луѓето од маргините. Многу долг период нашето општество се трудело да ги скрие лицата со попреченост, да не ги вклучува во никакви општествени процеси. А те кога зборуваме за работна интеграција, за работен ангажман, секогаш се сметало дека луѓето не можат да го прават тоа. Годинава се одбележува една декада од постоењето на лице в лице, а неодамна беше објавен и 50-тиот број. Творците на списанието велат дека свеста за инклузивноста напреднала низ годините. Со гордост можам да кажам дека многу се променети работите, но и дека имаме уште многу чекори за изодување како општество. Останува нашата работа дека во континуитет тоа не сме да запре, дека ние треба да едуцираме публиката за потребата од еднаков и праведен пристап кон ранливите сограѓани. Но не секогаш односот кон овие лица е праведен. Па има некој што го знаат списанието по расположение и купува, има некој што не сака да купаат, па ја трга таша, ми се пари крадеме. И само ќе кажа дека не сме така да крадеме пари. Почна да работиме. Јас им продам, повелете лице в лице, ова е за вработување, пишува све и за нас пишува и они викат го имаме, не ќе фала ви. Викам да се здрави живи ако го имате. Е важно да се здрави живи. Во период од 10 години били отпечатани 350.000 примероци, но пандемијата сериозно удрила врз уличната продажба и врз социјализацијата на продавачите. Тоа го пребродиле, но през писанието сега се испречува нов предизвик – масовните поскапувања. Потребна ни е навистина отворена рака и од луѓето кои што го купуваат и ја почитуваат мисијата на лице в лице, од компаниите кои што би требало можеби партнерство да развиваат, уште повеќе со нас не дека нема, меѓутоа тоа е мал број навистина на компании, секако од институциите за да продолжи на ваква приказна да се развива. Гордана и Анабела се дел од вкупно 150 продавачи од ранливи категории, што досега биле ангажирани од лице в лице. Доколку ги сретнете, не им вртете грб. Поддржете анимната мисија за рамноправно општество. Го гледавте Ньюс на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.